Председателот Иванов го даде мандатот, откако како што рече ги добил потребните гаранции кои ги барал. Денеска пристапуваме кон исполнување на член 84, алинеа 1 од Уставот на Република Македонија за определување на мандатар за состав на влада на Република Македонија. Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која има мнозинство во Собранието на Република Македонија, го предложи господинот Зоран Заев да биде кандидат кому ќе му биде доверен мандатот за состав на влада на Република Македонија. Од денеска лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев и официјално е нов мандатар со обврска да формира нова влада. Мандатот го доби. Согласно Уставот, деловникот и законите во многу брзо време очекувам да ја составам новата влада. Гаранциите ги дадов пред сите граѓани на Македонија и ги реафирмирав денеска пред председателот Ѓорги Иванов. Како мандатар и иден премиер се обврзувам дека новата реформска влада ќе гради граѓанска, унитарна и европска Македонија. Доделувањето на мандатот доаѓа по повеќе од 5 месеци од изборите и по еден неуспешен обид на ВМРО ДПМН да формира влада по политичка криза и инцидент во собранието. Allora, è quello che ci aspettiamo tutti, che la... Искрено се надеваме дека ова долга политичка криза ќе заврши. Пред се надеваме на тоа заради граѓаните, затоа што го заслужуваат тоа. Туку што дознавме дека председателот на Република Македонија го доделил мандатот на Зоран Заев и се надеваме дека новата влада ќе работи во насока на подобрување на политичката ситуација, на воведување на реформи кои што ќе доведат до политичка интеграција на Македонија кон Европската унија. Nel periodo più breve possibile. Ова се очекувањата на странските дипломати во земјата, но што од новиот мандатар очекуваат жителите на истокот. Ќе видиме, ќе видиме, сега за сега ништо не може да кажем. Па може на подобро ако се откаже од платформата таму, да се македонските партии у коалиција да стапат, да иде напред. А иначе не може, ќе не уценуват албанците. Ја мислам дека е добар. Очекувам на добро. 1000 пати подобро. Што и како ќе се случува ќе покаже времето што следи. Заев има рок од 20 дена да состави владина програма и тим и да ги достави во собранието на гласање.